реформите на правосудството се добри само на хартија. Во пракса, продолжува партискиот камшик на СДСМ за обвинителството и судството, за заштита на криминалот, за заштита на Сваровски и трас судиите, кои денес се најверни слуги на Зоран Заев. Сето она, кое досега се случи, а се представува како прочистување во судството, всушност е ветер и магла и одвлекување на вниманието за да остане неказнет криминалот. Со новите методологии се воспоставува нов метод за избор на послушни обвинители и судии кои ќе работат само под политички диктат. СДСМ и Зоран Заев продолжуваат со директно мешање во судските реформи. Тие одлучуваат за членовите на Советот за реформи и тие ги избираат луѓето кои потоа им одговараат само ним. Прочистувањето во судството ќе го вршат луѓето на СДСМ и Заев за да остане неказнет криминалот. Од членовите на партиско-судскиот совет, кој ќе избира подобни судии и обвинители, издвојуваме омилениот владин председател на Совет, против кој во 2017 година е поднесена иницијатива до Судскиот совет за утврдување на факти и одговорност од страна на невладини организации кои ги следат состојбите во правосудството. Потоа две лица од Судскиот совет кои никогаш во животот не работеле како судии, ама затоа имаат фамилиарно високи партиски функции во СДСМ или се предложени од председателот Стево Пендаровски. Понатаму, сопруги на поранешни контроверзни функционери од СДСМ, како и на локален партиски функционер од Струмица и близок пријател и соработник на Зоран Заев. Лица против кои постоеле истраги за проневери на стотици илјади евра со барања за притвор. И контроверзно избрани лица на функции кои немале против кандидат. На својата пресконференција, Маричик и самиот призна дека токму тие учествуваат, читај ги диктираат методологиите и начините на прочистување на судии и обвинители. Тоа значи дека ќе се избираат подобните, кои ќе треба да им служат на желбите на власта. На овој начин, Маричик и Заев удираат директно врз независноста на судскиот систем, кој останува предмет на политичко мешање од најсрамен вид. Продолжува и нетранспарентноста, затвореноста и непрофесионалноста на раководствата во судскиот систем. Исто така, со непрофесионалниот избор на лица во Советот, кој ќе ги проверува судиите и обвинителите, се руши и професионалноста, интегритетот на огромната група судии и обвинители, кои честно и по закон си ја вршат својата работа. Почитувани, во Македонија мора да завладее правото и правдата. Треба еднаш за секогаш да завладее независен систем на критериуми на заслуги, мерливи критериуми за утврдување на одговорност на судиите и јавните обвинители. Суд и обвинителство кои ќе бидат еднакви и праведни за сите, а не само за богатите и функционерите од власта. Овој транспарентен и објективен систем ни е потребен за да се постигне и силна правосудна независност. Тоа не може да се случи се додека власта се меша во судството, диктира судски пресуди, затвора неистомисленици, гони новинари и измислува кривични дела. Не може да завладее правото додека над 40 кривични пријави за изборен криминал на градоначалници и директори од СДСМ фатени живи за време на предвремените парламентарни избори не се процесуираат од страна на обвинителството. Почитувани, неправда за некого е неправда за сите. Затоа, оваа власт мора да замине. Сега, до ВМРО ДПМН пристигна едно прашање. Јас ќе го прочитам. Од Сител. Очигледно власта ќе го донесе законот за попис на седница по божикните празници. Сите амандмани на опозицијата беа одбиени. Дали ВМРО ДПМН ќе повика на бојкот на пописот? Почитувани, СДСМ успеа, односно се труди, да донесе фалсификат попис, односно да направи пописен инженеринг, како што направија и изборен инженеринг. Нејасни се за нас три поенти, односно три состојби. Првата, зошто не се објавува методологијата на попишување, која што требаше да биде интегриран дел на законот за попис, за сите да ја видат. Тоа е под број 1. Под број 2, зошто СДСМ е против
терминалите за отпечаток на прст, кои што секако треба да се набават и е законска обврска за локалните избори оваа година, кои ќе се одржат оваа година. И третиот дел, тоа е дека СДСМ се обидува да направи попис во кој луѓето нема да имаат доверба, граѓаните нема да имаат доверба и институциите нема да имаат доверба. Ова ние имаме принципиелен јасен став, нема да го поддржиме и нема да го почитуваме, а идната влада на ВМРО-ДПМН ќе спроведе кредибилен попис по сите стандарди на Евростат и другите европски и институции на Обединетите нации. Ви благодарам на вниманието.